Љупчо Палевски негираше дека ги грабнал и убил Вања и Панче. Одговарајќи на прашање од неговиот адвокат, додаде дека немал ниту мотив да ги стори злосторствата. Поседувал илјадници прислушувани разговори, па како што рече, од користолюбие можел да уценува и политичари и бизнисмени. Не сум ги извршил, ни убиствата, ни грабнувањата. Едноставно немам мотив за тоа. Во депото на јавното обвинителство се наоѓа хард диск кој го зедоа со записник во кој има над 200.000 разговори на оваа политичка елита, но и на новинарската професија. Доколку сум сакал да реализирам какво било користолюбие, сум можел да уценувам милиардери со Ферари и останати, но тоа не сум го направил. Прашан дали е монструм и убиец како што го представувала јавноста, одговори со избегнување на таквите зборови и рече ниту едното, ниту другото. Палевски се обиде да го негира обвинението, според кое во раните утрински часови бил во Велес и го застрелал пензионерот. На денот на грабнувањето и убиството на велешанецот Жежовски, тврдеше дека спиел во партискиот штаб. Палевски го оспори и текот на истрагата, обвинувајќи ги тогашниот министер за внатрешни Спасовски и шефот на Скопското обвинителство Бубевски, за кои рече дека биле вмешани во случај со перење пари. Тој негираше и дека побегнал од земјава, заменал во Турција да прави магнетна резонанца, но не кажа во која болница закажал термин. Посетата имала цел да го расветли и убиството на Гоце Делчев. Втора причина е посета на воен архив во Истанбул. Требаше да земам копија и доказ дека на 4 мај 1903 година во село Баница немало ниту еден аскер и дека Гоце Делчев не е убиен од турска војска, туку од врховистите. За останатите обвинети Палевски рече дека добро ги познава, а на Велибор Манев му отплатил и долгови. За таткото на Вања првпат дознал во полициската станица. Според обвинението, Палевски одговара за организирање на грабнувањата и убиство на Вања и Панче. Двајца од останатите обвинети веќе потврдија дека тој пукал со пиштол во нивните глави. Судењето продолжува во среда. Зоран Јаневски, Сидел телевизија.